Заврши меѓународниот саем на патенти, пронајдоци, иновации и нови технологии и Новамак 2017, кој беше во организација на Националната асоциација на пронаоѓачи на Македонија, која е единствениот легитимен представник на Република Македонија во Светската федерација на сојузи на пронаоѓачи. За прв пат во Македонија се одржа саем од ваков карактер, а беа презентирани пронајдоци и иновации од 70 излагачи од Кина, Малезија, Русија, Тајван, Романија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Словенија и Македонија. Според организаторите, овој саем ги отвори новите видици на нашите пронаоѓачи, бидејќи Македонија располага со иновативен потенцијал, но не е доволно искористен и афирмиран. На саемот беа представени иновации и патенти од повеќе области. Еден од учесниците е Сречко Писник од Словенија. Неговата иновација е за ослободување на болките од половината, наменета за лица кои по големото време го поминуваат во седната положба, например за возачи или за канцелариски работници. Моја иновација е заправо растеречивање хрптенице. На саемот ја представувам мојата иновација за ослободување на болките од половината. Појасот е препорочлив за лица кои долго седат, како возачи или во канцеларии. На саемот го представувам и патентот за решавање на болките во вратот, кој е наменет за лица кои многу патуваат. Првата иновација има добиено многу награди и на други меѓународни саеми, а втората иновација прв пат ја изложувам на овој саем. На затворањето на саемот беа доделени и награди и дипломи за најдобрите патенти. Еден од наградените е Драголюб Шешум, кој за неговиот патент висечки тавански панели доби сребрен медал. Како што информираше Драголюб, станува збор за панели за кои потрошувачката на електрична енергија е многу мала. Употреба овие панели може да најдат во индустријски и угостителски објекти. Побарувачката на самите муштери купциве не тера да правиме секоја година една нова варијанта. Така да секоја година искачаме барем со 1 до 2 нови модела. Специфично на нашите модели е што многу малце трошат електрична енергија, големи ефекти имаме на одавање на топлинската енергија, значи убаво ги затоплуваме објектите, мала е потрошувачка и цените се нормални. Оваа година искачаме со една варијанта која можете да ја видите овде горе над нас. Се работи за височки тавански панели, модел 1000 вати, употреба за индустријски објекти и угостителски објекти по тенда. Значи, варираме со висините, ако е спортска хала или некоја работилница, имаме усмерување на топлина на одредени места, кај што е потребно да се грее, не цела хала. Истото важи и за угостителските објекти. Сакаме ние пушачиве да искочиме надвор, мораме на ладно да испалиме по една цигара или кафе да пиеме, а не ви е комотно. Значи, еве е варијантата кај што помала е потрошувачката од оние модели што ги имате на пазарот, државата и ван државата. Моќноста е многу голема на овој систем и ја мислам дека самите наши купци ќе бидат задоволни од оваа варијанта. Мартин Гелев, како млад иноватор за својот патент лед научари за иднината, беше награден со диплома. Станува збор за нов тип на научари кој е поактуелен кај помладата популација. Се работи за нови научари од иднината, каде што тој што ги носи научарите гледа нормално, како што јас ги носам овие научари гледам нормално, така и тој гледа нормално, но тие што гледаат во него, всушност гледаат некои анимации, светлински ефекти или испишан текст. Да, секако во продажба, но се уште не е крајниот дизајн, бидејќи има неколку верзии на научарите. Првата верзија беше со еднобојни LED диоди, втората верзија со диоди во сите бои, односно RGB диоди, 16 милиони бој прикажуваат. Третата верзија сакам што помалку да смалам електрониката, за да нема толку многу електроника и секако да биде скриена, да не биде видлива. Може да се користат, например, на разни концерти, на разни журки. Останатите наградени учесници на саемот се Маријан Ненов, кој доби бронзен медал за патентот со кој сончевата енергија ја користи за осветлување со сијалица. Виктор Настов го доби златниот медал за патентот наречен интелигентен лежачки полицаец. Тања Мурговска доби бронзен медал за парк кој ги привлекол туристите.
Ивана Попова и Глигор Ников се добитници на сребрен медал за економично решение за осветлување на заеднички простори во колективно стамбени објекти. Марко Младеновски, Коста Начевски и Горијан Малевски се добитниците на златен медал за електричен уред за дезинфекција на обувки. Живко Ширковски е добитник на златен медал за патентите, противграден мобилен систем, универзално балистичко заштитно средство, а фитнес столицата на Владко Поповски го доби бронзениот медал.